конференцијата насловена како современото воспитание и образование, состојби, предизвици и перспективи. Факултетот за образовни науки ја организира по 6-ти пат и представува синтеза на 2 настани кои што третираат научно-истражувачки проблеми во сферата на образованието. Тоа е стручна конференција и трибина на нашиот факултет. Овој пат конференцијата ја организираме во соработка со Факултетот по педагогија при Југозападниот универзитет Неофит Рилскиот Благоевград, Република Бугарија и Педагошкиот факултет при Приморскиот универзитет Копер, Република Словенија. Интересно е да се каже што за оваа конференција пристигнаа 53 научно-стручни трудови кои што третираат актуелни прашања од сферата на образованието, посебно проблеми поврзани со променетите улоги и новите улоги на наставниците, интервенциите во програмите за основно и средно образование. Има трудови кои што третираат прашања и од областа на мултикултурализмот, интеркултурализмот, прашања поврзани со инклузивното образование, имплементацијата на информатичко-комуникацијските технологии во образовниот процес, што значи можеме да бидеме задоволни, се надеваме искрено дека ќе дадеме одговори на многу прашања кои што ги тишти образованието во моментот како релативно конзервативна дејност. Тешко е значи да се следи напредокот на науката и техниката, но во трудовите има презентирано истражувачки податоци дека наставникот денеска ги прифаќа современите улоги. Секако тоа ни е и целта, всушност, работејќи на вакви форуми, најпрво ние новите сознанија ги имплементираме во нашите предметни, во нашите студиски програми и потоа ги дистрибуираме до сите институции кои што се надлежни за поддршка на образованието како на државно ниво, така и на локално ниво. Ние сме съорганизатори тази година на конференцията и бих искал да пожелая чрез медиите на всички колеги успех на конференцията. Също така да изкажа задоволството си от прекрасният град Щип, който се развива, който за няколко години бележи един изключителен напредък. Както професор Петровска подчерта, в днешното сложно и много динамично време съединяването на техника, на информация, на пътуване на хора, съединяването на свободата на движението на хората със свободата на мисълта, развитието на науката поставят изключително сериозни въпроси относно възпитанието и образованието на младите хора. Ние всички живеем в едно много динамично, така наречено постмодерно време, така наречено консумативно общество, където сме изправени пред предизвикателствата, че промените изпреварват нашето мислене и първата задача е ние да осмислим това, което става. След това да предадеме това осмислене на нашите студенти, да се срещаме с нашите колеги учители, които работят в училище, в детските градини, за да можем по-добре да опознаваме децата, по-добре да помагаме в тяхното развитие, в тяхното възпитание и образование, а това е сложен и продължителен процес, който никога няма да свърши. И нашето намерение заедно с колегите от факултета в Щип, от факултета за образователни науки, с колегите от Словения е за в бъдеще ние да почнем да изграждаме по-сериозни връзки и всяка година да правим конференции посветени на такива сложни и актуални въпроси за възпитанието и образованието на младите хора, пък и не само на младите, и на възрастните, защото образованието е перманентно, засяга и тях, така че намерението ни е да изградим едни по-сложни, по-трайни и по-дълбоки връзки между трите факултета, респективно трите университета, за което аз искам предварително да благодаря за разбирането, което посрещам имаме от страна на колегите. Ovdje smo prve godine na ovom konferenciji. Došli smo predstaviti rad iz područja pedagogije sporta koja je zanemarena u Hrvatskoj, a ovdje imamo dobra iskustva vezano za tu temu i želimo ih rado čuti i razmijeniti.
Ono što pokušavamo napraviti je da naša pedagogija ne živi samo u odgojno-obrazovnim ustanovama, nego da živi i u sportskim klubovima, pa imamo jednu zanimljivu suradnju sa nogometnim klubom Hajduk iz Splita, gdje pedagoški radimo s djecom, igračima, kako bi bili što bolji ljudi. I to je ukratko nešto što želimo ovdje podijeliti i zapravo želimo proširiti našu suradnju i s drugim sveučilištima diljem, dakle, naše šire regije. I mi imamo takva istraživanja koja pokazuju da se nedovoljno fizički angažiramo, djeca nam nisu dovoljno aktivna, ali danas mi smo više fokusirani vezano za današnju konferenciju za one koji su baš proaktivni igrači, profesionalni, mladi igrači, koji su fizički fit, ali im nedostaje volje odgajati i obrazovati. Tako da radimo i na fizičkom, i na obrazovnom i odgojnom aspektu njihovoga života. Najnапред би сакал да се заблагодарам на Универзитетот Гоце Делчев и секако на Факултетот за образовни науки за укажаната чест и задоволство да бидам дел од оваа научна манифестација и посебно би истакнал дека мојата презентација е едно истражување, интернационално истражување или резултати од истражувањето кои што се однесуваат на одливот на мозоци, спроведено во 6 држави од Западен Балкан и 2 компаративни земји, тоа Словенија и Хрватска, и секако резултатите говорат за одредени промени во нашите размислувањето на нашата ментална технологија, ментални образци, дека сепак централната причина за одливот на мозоци не представува материјално екзистенцијалните причини, туку некаде во психолошките, социјално-етички и други компоненти, што секако ќе биде дел и од пленарното предавање. И посакувам конференцијата да протече во успешност и секако задоволство чувствувам уште еднаш. Ние имаме во истражувањето поставено неколку истражувачки прашања, од кои 2 се главни. Оние кои што се имплицитни и експлицитни фактори. Експлицитните фактори говорат дека на терен се материјално екзистенцијалните услови, но ние дојдовме до некои резултати кои што укажуваат на ревизија на таа теза дека сепак покрај тие фактори доминираат и социјално-етичките, психолошките фактори и детерминанти кои што ја обликуваат таа статистичка слика во регионот. И интересно секако треба да се проследат резултатите и од другите држави кои што се овој беше парцијален дел промовиран во Словенија на 14 април, секако кога ќе бидат интегрално од сите држави, тоа секако ќе се добие една поцелосна диагностичка слика во однос на вистинските фактори и причини кои што го обликуваат овој феномен. Сигурно оперирањето со статистичкиот дел е некако проблематичен со оглед на тоа што се менува секојдневно, така да има многу голема бројка која, иако ја кажам моментот, таа во тек на денот се менува. Да, но е една груба бројка. Па сигурно се зборува дека 250.000 или 1,5 милион, да кажем, во овој регион од Западен Балкан се иселува така во некаква форма, било да е тоа миграција или други облици. Тоа во рок на колку години? Па во последните, кога се прават истражувањето во последните 5 години, 10, зависно кои статистички извор доаѓаат.